Tato i mama. Zvijezde. Bog da me blagoslovi. Zvijezde. Koja pesma? Ajde, stavam na mut, izvinete. Ajde. Naše Isuse. Koji reče? Slava ti Isuse. Amin. Slava ti Isuse. Tebe molim, Tatko moj nebesen, greši prospi pred Tebe i nebo to. Prosti mi, Tatko, pogreši. Slava ti Isuse. Zaguben grefi, tak me pronajde. Milost Božja Tebe ti pripada. Srce moje sokrovište za Tebe. Milost Tvoja se lekuva, ljubav Tvoja se preroduva. Vo Isusa ja zveruvam, ne nema da se sumnjevam, za Krista Boga ubiram, po duhom se preroduvam. Vo Isusa ja zveruvam, dušama moja predavam, begaj od mene satano, po Krista te izgoduvam. Vo Isusa ja zveruvam, ne nema da se sumnjevam, za Krista Boga ubiram, po duhom se preroduvam. Vo Isusa ja zveruvam, dušama moja predavam, begaj od mene satano, po Krista te izgoduvam. Slava ti Gospod Isuse Hriste. Slava ti Isuse. Majka Radmila, te sakame Gospode Isuse Hriste. Amin, amin. Slava ti Gospode Isuse Hriste. Slava ti Isuse. Ti vela, sani odi, zemlja postelkata i odi si. Verata Tvoja te spasula. Verujem, moj Isus, moj Gospod, Spasitelj, koji te pretrpi do kraja, ne bide spasen. Ostavi se zemno i vrvi po mene. Ja sam tvoj od Gospod, doktor, spasitelj. Stani i odi, Isus te iseli. Me iseli, oceli svet, me возлюbi. Tvoj ljubav me napoji, roden su. Tvoj ljubav Tvoja, što nikoga ne sotira. Što sta každa naprava za Tebe. Da gledam, slušam, ljubav Isuse, se možno za onoj koji veruva. Neka ti vide svoje verata,
po celi svet me возлюbi. Po ljubov me napoji, roden su, po ljubov tvoja, što nikoga ne zopira, me isceli po celi svet, me возлюbi. Po ljubov me napoji, roden su, po ljubov tvoja, što nikoga ne zopira. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Slava ti, Gospode Isuse Hriste, ti blagodari me. Slava ti, Gospode naš, Tatko naš, возлюбен Татко, Создателю наш, нашите души треперат од радост и ги отвораме срцата, зашто ја излеја Твојата сила, не донесе пред Тебе, собрани на едно место, собрани во името Исусово, понизно согласни да дојдеш и да живееш во нашите срца, да ја примиме силата, неимоверна сила, сила на љубовта, која никогаш не престанува, да ја разбереме љубовта, да ја познаеме љубовта, носиш луѓе, воскреснуваш, ги стануваш, ги лекуваш, ги создаваш, Господе Исусе Христе, и ги враќаш назад на почетна точка, да ја разберат суштината, дека ние сме деца на небесниот Татко, паднати на земјата и имаме малку време. Бргу минува животот, како еден миг, време на милост, да повикаме кон Тебе, да се предадеме во Твојата љубов, да се претопиме во Твојата љубов, да бидеме еден дух, едно тело со нашиот Татко, да се вратиме во духовната природа. Ние сме согласни и бараме од Таткото Небесен по стиховите кога двајца или тројца ќе побараат нешто во Мое име, од Таткото Небесен ќе им се даде. Согласни сме за исцелување на целата заедница, на секој еден од нас, на нашите семејства, во името на Господ Исус Христос. Согласни сме, не отстапуваме, тоа е заповед во името на Господ Исус Христос, семокниот Бог. Мораш да послушаш, мораш да се повлечеш, се што не е од Исус, магија, проклетство, демони, зли сили, стихии и се што не е од Исус, на колена пред семокниот Бог. Ние го објавуваме Царството Божјо во нашите срца, во секој дом, се враќаме во Твоја собственост. Господе наш, Татко наш, да бидеме Твоите деца, зашто на децата е Царството Божјо. Оставете ги децата да доаѓаат кај мене. Ако не бидете како овие мали деца, нема да влезете во Царството Божјо. Тука е со нас и мајка Радмила, стана и пее и се радува. Ти благодариме, Господе Исусе Христе, за сите исцелувања што се случуваат по молитвите на сотрудниците. Ние те молиме да не поврзеш во Твојата љубов, во духовна врска, не во физичка, во духовно заедништво, во љубовта која никогаш не престанува. Ти благодариме што овие слова се дух и живот и Ти ги објавуваш. Ти си учителот, Ти ни покажуваш, Ти не радуваш и не храниш, како што му кажа на Петар, храни ги, Петре ме љубиш, те љубам, Господи, храни ги овците мои, храни ги чедата мои, јагнињата мои. Се разбира, храната е од Исус Христос, тој има храна што ние не ја знаеме. Се враќаме овде, тоа што е слезено пред известно време, сите заедно, прво писмо до Коринтијаните 13, вие сте Христово тело. Христово тело зборува.
Пазете, не зборува за физичко тело, а сепак мора да имаме некаква одредница за да разбереме секој поединец е посебен орган на тоа тело. Превидуваш мене? Односно на црквата. Видете, ние имаме рака, например, и ако раката е непослушна и мафта нешто вака, надвор од рамките на ритамот на телото, вие ќе речете дека нешто не функционира. Затоа е тој даден тој стих, ако те соблазнува десната рака. Одсечи ја, ако те соблазнува десното око. Зборува за заедништво вистинско и духовно. И потоа ни кажува тоа на што ние го знаеме, но ќе го повториме пред да дојдеме на темата. Тој поставува апостоли. Тој. Црквите се во грешка, бидејќи сами си поставуваат луѓе. Духот веќе не води скоро никого. Кога израелците престанаа да ги води Духот, кога почнаа да си даваат своји водачи, своји цареви, работата тргна на лошо. Тој поставува пророци. Значи, пророци, луѓе што знаат, ние знаеме кога се молиме, ќе дојде нешто и ќе ти каже ова си направил, не си се покајал, ти се случило тоа. Тоа е за слава, за да поверуваш. Брзо е, маме. Значи, пророци, луѓе што помагаат, тој ги поставува. Учители исто така поставува, но не се тие вистински учители. Учителот е Исус Христос. Тогаш се исполнува моментот, не викајте никого учител или наставник на земјата. Тој е учителот. Не го разбира тој принцип до крај, па оние што имаат дарба да исцелуваат. И тие мислат, имам јас дарба да исцелувам, ќе правам тоа и почнуваат да исцелуваат и потоа доаѓаме до таа состојба дека секој секого исцелува без да се запраши или да знае внатре што има во човекот и што е Божјата волја. Оние што им помагаат на другите. Сите категории ги дава. Оние што умеат да управуваат, оние што зборуваат на разни јазици, значи Исус поставува луѓе. Ако го разбереме овој принцип, ќе го разбереме и ова заедништво, значи ние не сме поставени од луѓе, како сме дошле до оваа состојба, како не донел тој, не обскрбил, ни дава учења, ни дава песни, ни дава сведоштва. Сведоштвото е важен момент. За да биде некој исцелен, треба некој да му сведочи. Ние го имаме моментот, Исус поучуваше и потоа тие или за време на службата, или потоа се исцелуваа. Важен момент е да им кажеме за Исус Христос, тоа е трајно исцелување. Другото е се привремено и потоа доаѓа исто до оние стихови дека сите не сме апостоли, сите не сме пророци, сите не сме учители, не правиме сите чуда, немаме дарба сите да исцелуваме, не треба сите да зборуваат на разни јазици и така натаму. Тој разбира, не, вели тој. Стремете се кон поголеми дарби. Ние сега ќе дојдеме до таа поголема дарба што е важна. Луѓето се занимаваат со овие ситни дарби и сега имав средба со еден наш сотрудник кој беше тука неколку средби, па замина повторно да видам до која состојба е. 40 минути ми зборуваше и гледам дека е останат на истото ниво. Тој се занимава зашто не зборува јазици, како ќе слегол духот, како ќе било тоа и сега му рекол некој некаде таму од Африка по 7 дена молитва. Видите, ова е реално што зборува христијанин, мисли дека е. Во 12 на полнок, таму ако се качи во некоја риче подалеку од градот, ќе слезе духот на него. И духот слегол, тој се намовнал. Пазете сега, толку го слушав 40 минути. И му велам колку се качи духот, човеку кој ќе паднеш утре задутре ти се случува нешто, тогаш викниме да се молам, не можеш да примиш и не разбираш ништо. Знаете, луѓето трчаат по дарби, а не знае како да му се предадеш во собственост на Исус Христос. И тој вели, јас ќе ви покажам неспоредливо подобро нешто од секоја дарба. Значи има нешто што е подобро, кон тоа треба ние да се стремиме. Не кон овие работи да исцелувам, да пророкувам, да бидам учител и така натаму. Сетете се на стиховите, кому му е многу дадено, многу ќе се бара од него. Дали ќе можеш да го поднесеш тоа? И сега ги кажува оние стихови кои ги знаеме, да зборувам на сите можни јазици, човечки и ангелски. Значи имаме ангелски јазици, тоа е точно, но за да го зборуваш ангелскиот јазик, треба комплетно да се поврзеш, бидејќи луѓето зборуваат, веќе го кажувавме ова,
само гласови некои што излегуваат и си играат мајтап демоните. Мора да има синтакса, реченици да разбираш што зборуваш. Рахмастам бараха стирајам. Рахмастам дирахам билахма стилајам. Рахмасихиндарам бирај. Рахмасандарај. Значи ништо без мене не може да постои што обстои, ниту има сила без мене и така натаму, а ако немам љубов, значи ништо не сум, доаѓаме до тој момент. Тоа е тоа што нам ни е нужно. Ти си ништо без разлика што ми бараш дарби, правиш нешто, се исполнува заради законитоста, барајте и ќе ви се даде, но тука има една запирка, дали можеш тоа да го поднесеш ти? Чукајте и ќе ви се отвори. Ако чукаш упорно на една врата, ќе ти се отвори, но не знаеш од таа страна, не ги разликуваш духовите и демоните со што ќе се наполниш. Значи да имаш и вера, има вера, знаеме тоа, верува дека ќе се исцели, се исцелува, не е христијанин, затоа што принципот на верата му вели, ако имаш вера колку си напово зрно, нели ќе се случи тоа, а немаш љубов и не вредиш ништо, значи не си вреден, ќе дојдеме на темата да имаш љубов, кажува што значи. Повеќе елементи. Значи да имаш трпеливост кон сите. Пазете го моментот, кој тие што не се како треба, да бидеш љубезен, да не си завидлив, да можеш да го слушаш 40 минути како ми зборува за некој пророштво што правел тој, а не сака да прими. Но можам да му кажам, ќе изгинеш утре, јави ми се да се молам. Ама чекај да ти кажам, не, заврши муабетот. На истото ниво кај што сум те оставил доаѓаш. И ми кажува дека тоа што пишувала во Библијата, така му кажал од Африка некоја црква, тоа требало. Кратка коса кратка, долга коса долга, жената во шамија. Не смее жена да проповеда, не смее. Да се покриеш во вода, да направиш така. Човек, ти читаш како детето од градинка. Мама меси, тато лета, авионот лета, Марика лета со авион. Ти ништо не разбираш. Ти не разбираш зошто лета авионот. Кој го направил? Не разбираш дека треба пилот, ќе изгинеш утре. Не е така, зашто вика словото убива, а тој стих не го разбираш. Затоа се мртви црквите. Духот оживотворува. Тоа е како да дојдеш до тој дух, значи да бидеш љубезен, да не си завидлив. Сега Манде, например, се молиме, добива пророштво, ја да завидувам, сопружници завидуваат, зошто таа има и јас немам. Не, таа помага, е дел од телото. Или Ангелина се моли, или Ѓорги ми кажува, или било кој од нас. Ние треба да бидеме едно тело, ако сме во еден дух. Разбираме тоа, да не се фалиш, јас вака, да не се вообразуваш дека ти нешто значиш. Запомни, ти си кал земна во која вдахна дух животен и без него си ништо и никогаш Христов нема да рече јас ова, јас имам дар. Нема да ви рече никогаш. Тој само ќе рече чекам, јас не знам точно, но го познавам тој. Тоа значи го љубам Исус и тој ми покажува да не бидеш груб, да не бидеш себичен, само тебе кога ти е тешко, само се молиш таму за твоите, за другите не те интересира или за некој што не ти се допаѓа. Не можеш ти само на лице, Исус, односно таткото, гледа на срце. Значи срцето треба да ти е право да примиш дух, да не будеш избублив, да не паметиш зло, да не се радуваш на неправда, да се радуваш на вистината, да веруваш секогаш. Доаѓаме значи до темата, секогаш да веруваш. Во што? Во Исус. Секогаш да се надеваш. Број 2. Во што? Во Исус. Секогаш. Значи нема временска одредница и третото е љубовта е вечна. Сето друго ќе престане, пророкувања, јазици, знаење, по нешто знаеме, кога ќе дојде Исус ќе исчезне тоа и го кажува пак ова сме го зборувале. Кога бев дете, бев пред него, го гледав, го слушав, сега сум маж и гледам нејасно. Си пораснал, не си веќе дете, ти имаш своји ставови, ти мислиш дека знаеш, престануваш да бидеш дете. Затоа мора да останеме дете, зависни од него и гледаш нејасно, како во огледало, не ти се јасни работите. Има тој синовите човечки, ништо не може да разберат. Во Мудрост Сирахова или во Соломонова беше. Ништо не разбираат што се случува под небото. Не може да ги разберат причините и последиците и доаѓаме до тој крајниот момент. Има 3 работи што ќе обстојат. Од тука ќе почнеме.
три работи: верата, надежта и љубовта. Најголема од нив е љубовта. Три работи само ќе останат. Сето друго ќе исчезне. Размислете сега каде ќе останат. Прашањето е кога ќе останат, каде остануваат. Добро прашање. Значи, кога се ќе замине, камен на камен не ќе остане. Ќе останат три работи: верата, надежта и љубовта. Ќе обработиме оваа тема. Значи, три работи ќе обстојат. Го кажавме, тоа го исчитавме 1 Коринтијаните 13. Значи, тоа ќе обстои кога се ќе заврши на оваа долина на сенка смртна, само тие три работи. Друг препев вели сега остануваат три работи. Тоа е онај момент кога Исус вели: за мене времето не е дојдено, а за вас сега е времето, секогаш, сега покажи. Ако сега поверува да го направиш, сега е времето благопријатно, значи сега ќе останат, кога ќе дојде моментот, верата, надежта и љубовта. Најголема меѓу нив е љубовта. Зошто? Зашто нашиот татко е љубов. Ова сме го зборувале и така натаму. Таа никогаш не престанува. Таа е вечноста кон која се стремиме, и ако го отвориш срцето во љубов, почнеш да даваш љубов кон луѓето по Исусовата заповед: љуби го својот ближен, бараш помош, тој ќе ти дотури. Возлюбени, да се љубиме еден со друг. Како? Кога не можеш, бараш помош од него, зашто љубовта е од Отецот, од Бога. Секој кој љуби е роден од Бога. Значи, за да се родам, морам да љубам кого? Сите. Непријателите, мораш да простиш и да љубиш. Без тоа нема да одиш напред. 1 Јован 4:7. Љубовта е, значи, од Отецот, во Отецот, да сум роден од Отецот, да се родам повторно. Тој процес исто не се разбира. Мораш да умреш стариот. Ти си живееш со стариот човек, не можеш да се родиш, нели? И немаш доволно љубов. Значи, треба да ги љубиш сите и непријателите, и понатаму кој не љуби било кого, тој не го познава Бога. Да го познае значи да го љубиш. Значи, тој ќе ти даде сила. Пребивање во љубовта е блаженство. Блаженство. Значи, вака седам, лежам во видение и знам дека тука само една граница има на материјалниот свет. Горе почнува вечна љубов. Замислете, сите се љубат. Нема завидливост, нема омраза, не мисли лошо. Па има еден стих, тој не го прочитав. Љубовта не го помни злото. Заборава, го брише. Тоа е целата суштина. Значи, да си роден од Бог Отецот. Отецот е љубов, тоа е неговата, ова го кажувам често, природа е тоа. Пак е за нас несватливо. Тоа е природа да љубов. А ние имаме чувство минливо. Сакам, не сакам, ми се свигаш, не ми се свигаш. 3 години го љубев, па се разделивме. Значи, неразбирливо е. Ти мораш да дозволиш да го отвориш срцето, наплив на таа љубов. За да дозволиш, мораш да бидеш подучен. За да бидеш подучен, треба да станеш едно тело. За да станеш едно тело, треба да доаѓаш да ги љубиш браќата и сестрите. Ако не ги љубиш, нема да се родиш од Бога, остануваш во старата природа. Драги мои, треба да се сакаме еден со друг. Тоа постојано го повторувам. Ова е поа што ни треба, не дарбите. Ако ја дознаеш љубовта, ти автоматски влегуваш во едно со него и се имаш ти, не како што сакаш ти, по негова волја. Пазете сега. Значи, љубовта доаѓа од Отецот. Секој што ги сака луѓето, мораш да ги сакаш. И тие што не мислат добро. Значи, ги сакаш, не значи да ги осудиш, мораш да ставиш граница да не те донесат во злото. Докажува дека е Божјот чего, секој што ги луѓето, и го познава, значи го љубиш Бог. Оние стихови во 1 Јованово се исто кај што вели: како можеш да го љубиш Бога, кого не си го видел, а не го љубиш братот твој. Не го љубиш братот твој. Некој што, например, кој ти е брат, па тој што ја извршува волјата во заедницата, некој што можеби се уште не е дојден до тоа, ние мораме да имаме трпение. Бог е љубов. Секој што ги сака луѓето, повторно ги повторуваме тие работи, е во единство со Бог, со Таткото, и Бог е со него. Бог е во мене, значи љубовта е во мене.
Јас пребивам во љубовта, врз мене, околу мене, низ мене, пребивам во љубовта која никогаш не престанува, едно тело и еден дух со Отецот Небесен. Значи, Исус и Отецот живеат во мене, љубовта живее во мене, и тоа значи да се љубородам, да ја променам својата чувство, љубов во љубовна природа, и тогаш познаваме дека кој има љубов, кој има и Господ Отецот во срцето, и поверувавме во тоа дека Бог е љубов. Кога ќе поверуваш, ти знаеш дека тоа е љубов и дека нема да те остави, зашто таа е вечна, и ќе дојдеме на тие три работи што остануваат полека, се движиме кон тоа. Значи, пребивање значи заеднички да живееш, не да живееш по твое, да се препуштиш, да бидеш дел, како што рековме, едно тело, да ти се најде местото. Мораш да се дружиш со браќата и сестрите во нелицемерно братолюбие, да останеш во верата, значи, да останеш во верата во Исус, верата да остане во тебе, тоа останува. Вера која преместува планини и изрекува живот, дава Исус кога е во тебе. Ти самиот кога збориш зборови, тоа е слово, немаш сила. Некогаш ќе профункционира заради милост или кога ќе се поклопат работите на царскиот закон на љубовта. Само кога си во сила, остануваш во него, ти имаш вера, односно сила да изрекуваш живот, и да ти остане таа надеж. Значи, верата треба да остане и надежта, тоа е она што ќе остане покрај се. Значи, останува и да се љубиме еден со друг. Исус, Отецот пребиваат во нас и љубовта тогаш пребива и останува во нас. Значи, љубовта не е наша, таа е негова, таа е тоа совршенство која треба да не усоврши, да не научи, овде сме на земјата, да не научи да љубиме како што тој, кој е тој Отецот и Исус, не возлюби. Значи, тој треба да не научи, да му го дозволиш тоа, за да те научи треба да бидеш дете, да речеш татко, покажи ми да го љубам овој човек, да му простам, да ја решам оваа ситуација. На крајот обстојува и останува во нас. Ако еден друг се сакаме, покажуваме дека Отецот живее во нас. Ако еден со друг се сакаме, и неговата љубов целосно ќе се искаже во нас, преку нас, ќе се искаже љубовта. Тоа значи јас зборувам, јавно дејствувам, слава ти Господи Исусе Христе, добиваме сега сведоштва кои се на свекник и луѓето ќе речат, чекај, гледајте сега, има луѓе, 1, 2, 3, 4, 5, ги пушташ да видат и тие ќе се идентификуваат и ќе речат, и ние сакаме да живееме така. И мене да ми се случува истото. Пазете, што треба да ти се случува? Па љубовта да те преплави. Подобро нешто нема, не може да се купи со пари, со материјалниот свет. Духовна промена, значи да се искаже љубовта, да се види, да остане во нас тоа што единствено е вредно. И еве уште стихови дека ние пребиваме во него и тој во нас, знаеме по тоа, тој ни дава од твојот дух, ни дава колку што можеме да примиме. Духот е врз нас, тој помага, ние гледавме сега слезе духот, почнавме да пееме, дојде силата, колку што ќе се отвориш, толку ќе добиеш. Не можеш да примиш повеќе, ќе те преплави духот, ќе почнеш да се тресеш, да пееш, да плачеш, да паѓаш на земјата. Значи, целата суштина се состои во тоа, ни дава дух кој е љубов, се прекинам, Анде, која не престанува и останува до крајот. Значи, духовната состојба останува. Друг препев, Бог ни го даде својот дух како доказ дека сме во него и тој е во нас. И сега луѓето не ги распознаваат духовите, одат по разни духовни техники, не го распознава и сега ми вели мене ово детево да сум му покажал како да ги распознава духовите. Па јас не знам, синко, му велам. Но знам еден кој знае. Ако му го отвориш срцето и му дозволиш, ќе ти ги отвори очите. Само духот знае што има во секој еден од нас. Јас не знам, не се ни обидувам да расудувам, како што рече Исус, јас не решавам кој ќе седне од десната и од левата страна. Значи, едно тело и еден дух со него, тоа се учи во заедницата, од еден во друг, кога можеме ние да си кажеме нешто што треба да се поправи, една вера, една надеж и единствена љубов, ете тоа е што останува.
се движиме полека на крајот, кога ќе се представиме пред Исус Христос и Отецот Небесен. Тоа останува, ништо друго, одиме полека натаму, како најголемо, вечно и љубовта која никогаш не престанува. Кој исповедува дека е Исус Син Божји, да исповедуваш, значи, да не молчиш. Во него пребива Бог, односно Духот, и тој е во Бога. И дали исповедуваш ти јавно за него, да го исполниш условот, да дојде Духот да почне да те движи. Ако не го правиш тоа, љубовта не е во тебе, ниту Духот Утешител и светата вечна љубов. Друг препев вели, секој што го прифаќа Исуса, мораш да го прифатиш да владее со тебе, тој да те управува. Вистински, реално е да бараш дозвола од него за постапките. Не да постапуваш по свое. Го има Бог во себе и тој е во Бога. И сега, да бидеш во Отецот, да останеш во вечната љубов. Да остане таа Духот во тебе. И сега, вистина ви велам, како што вели Исус, само 3 работи остануваат. Каде? Па кога ќе се представиш, 3 работи, верата, надежта и љубовта се 3 мерки духовни, низ кои ќе се измери твојата душа со вдахнатиот дух. Тоа ќе остане. Верата, надежта и љубовта се духовни димензии и мерки. Така се мери. Дали сум имал вера во Исус до крајот? Дали сум се надевал до крајот? Дали љубовта останува во мене? Љубовта останува. Не љубовта ќе се помине низ оган и ќе изгори. Значи, затоа вели, ќе помине Духот да чека суд. Ако делата му се лоши, ќе биде оштетен малку, за самиот да чека суд. Ако делата му се добри, ќе поминат. Духовни мерки, димензии, вера, надеж и љубов. По тоа знаеме дека ги љубиме чедата Божји, кога го љубиме Бог и ги извршуваме неговите заповеди. Тоа значи да му дозволиш тој да те води, да ти даде сила да ги љубиш сите, да не осудуваш, да имаш трпение, претходно читавме и сето тоа. Тој ти покажува. Неговите заповеди се јасни, значи, бидејќи љубовта кон Бога се состои во тоа да ги пазиме неговите заповеди. Тоа е љубовта, тоа треба. Ако ја пазиш заповедта чиста, вели тој, значи го љубиш братот, штом се појавува степен на нељубов, бараш помош, Исусе дај ми помош да не излезнам од законот на љубовта, значи на крајот останува се, само тие 3 работи кога ќе заминеме од овој минлив, грешен свет. Верата, надежта и љубовта во едно тело и дух со Отецот Небесен, се враќаме овде. Овде веќе тој го кажал на друг начин, значи 1 Коринќаните 13, секогаш да веруваш. Секогаш, значи тоа значи да нема крај, почеток и крај. Во Исус верувам и не отстапувам. Секогаш да се надеваш, и додал тука и се да поднесуваш, се разбира, се надеваш и ќе издржиш. И потоа вели, љубовта е вечна. Ние правиме парафраза, секогаш да љубиш. Ете, тоа е тоа што тој ви вели, јас ќе ви дадам уште подобар дар, ќе ви покажам што е подобро од секаква дарба, подобро од тоа е секогаш да љубиш, значи на прво место пред мене оди Исус, не трчам јас, не действувам, не носам одлуки и добро размислувам, кога веќе сум дознал за Исус, да не излегувам налево и надесно од царскиот закон на љубовта. Ние ништо нема да земеме од овој свет. Голи доаѓаме и голи ќе заминеме. Само 3 димензии духовни ги носиме мерки. Верата, верувам ли јас во Исуса Христа, вистински или не? Надежта, дали секогаш јас се надевам Исус ќе намножи, Исус ќе ми даде. И дали секогаш останувам во љубовта, можеш да паднеш, 7 пати ќе падне праведник, 7 по 77, и пак ќе станеш. Исусе ќе се фатиш, крениме, одиш напред, било што да се случи. Може да те слизне сатаната, посебно со семејни односи на работа, подметнати работи кои ги сакаш, ти е тешко да им викаш,
ти е жал. Апостол Павле велеше, секој ден умирам, браќа. И Исус плачеше со горешти солзи, нему секој човек близок што не верува, го доживува како лична смрт. И веќе кога ќе дојдеме до степенот, ние доаѓаме овде во заедницата, една група заминува, се молиме за нив да останат во Исус. Еден ден, значи како човек кој не ме поставил човек, туку Исус, јас ќе застанам да одговарам зошто тој си замина, зошто му викаше на овој, зошто не постапи така, кому му е многу дадено, многу ќе се бара од него. И кога некој заминува затоа што раката, ако те соблазнува, треба да се одсече во духот, јас не го гонам, и окото, ако те соблазнува, и сечи го и фрли го, подобро да погине еден дел од телото, отколку целото тело да заврши во пеколот. Се мисли на црквата, не само на... Исто како апостол Павле што плачеше и умираше, и Исус што плачеше со горешти солзи, бидејќи тие спие, а не може да бидат будни, и мене ми плаче душата за секој што заминува, бидејќи јас сум дел од нивното тело, јас сум дел од таа состојба, не живеам јас посебно, како апостол Павле што велеше, не решавам јас, Исус живее во мене, туку јас ги имам истите состојби, како што Павле, како што му велеше демонот, оној демонизираниот човек што ги истепа 7 или 9 еврејски слугите на свештеникот, кои сте вие да изгонувате демони? Павле го знаеме, Исус го знаеме, вас не ве знам, и мудриот ден ќотек. И избегаа сите голи избркани. Така е цаа состојба која треба да ја разбереме, дека на крајот секој еден од нас ќе биде измерен со тие три мерки: верата, надежта и љубовта. Тоа се димензиите на Исусовиот сотрудник, а они ги читаат овие стихови, како децата пишувало вака, жена не требало да проповеда, да, но пишува во Исус Христос, нема ни машко, ни женско бесинко, тоа не ти се слуша. И пишува дека телото без дух е мртво, црквата без дух е мртво, и словото без дух убива. И ти си читаш и си толкуваш своји. Замислете, сатанска природа го толкуваш ова слово без да те фати страв. Ова е словото на семокниот Бог. Ти си се нашол, ти пренесол нешто, 2 стиха, си повторуваш да се молиме, да се љубиме, излези, влези. Не размислуваш ли дека за секој лош збор без љубов ќе одговараш на судниот ден, по зборовите ќе бидеме осудени, по зборовите ќе бидеме оправдани, во зборовите има живот и смрт. Не размислуваш, можам да ви ги раскажам, актерите мои ќе се натоварат со стихови, драматични состојби, на крајот на животот, ако не повикаат кон Исус, се распаѓаат, духовно се распаднати. Се како некоја, како да ви кажам, фасада, значи варосани гробови однадвор варосан, а внатре живее без љубовта, ништо не си, во смртта, и бргу се мери тоа по трите димензии, дека немаш љубов. Ако немаш љубов, ништо не си, немаш вера и немаш надеж, остануваш тогаш, како да кажам, во материјалниот свет, во ново небо и нова земја, не си ја завршил работата. Ти благодариме, Господе Исусе Христе, што се излеа Твојот дух, што ја примаме Твојата љубов, што повикуваме кон Тебе, да останеме во верата, во надежта и љубовта во Тебе за секогаш. Како што велиме, за секогаш Исус, на секаде Исус. Затвори ја таму во другата соба, на секаде Исус, во секое срце Исус. Амин. Ќе влеземе во песни, па ќе се молиме за сите што се во потреба, за секој еден од нас, за целата заедница, за болните, гладните, осамените, и за Македонија, и на секаде каде што имаме сотрудници, за Израел, да дојде мирот Исусов во секое срце, да разбереме дека не сме дојдени овде да се убиваме, да се мразиме, дека ако љубов немам, ние сме ништо, безвредни сме. Се уште сме животинки, како што вели нив, тие немаат дух и нив ги водат нивните инстинкти. Тој покажува дека сме ние само животни, човечкото, човекот без дух не се разликува по ништо синовите човечки од животните.
Во има тоа пишано. Од каде знаеш ти, сине човечки, дека твојата душа ќе оди на небото, а душата на животното на земјата. Затоа понекогаш во некој животни кога гледаме љубов, гледаме дека духот се разбудил повеќе и тие почнуваат да наликуваат на зрели суштества, на духовни суштества. Се има дух и билките и камењата, со таму е стврднат духот. Се движи само внатре во себе. Без дух нема живот. Животот е самиот дух, тој е вдахнат или паднат, материализиран на земјата. И ние од материјален свет треба да се вратиме во вечната љубов. Ете, тоа е поентата, да бидеме измерени во верата, во надежда и во љубовта. Тоа се мерките во кои ние треба да се огледуваме. Не во мерките на светот. Се ќе заврши, овој свет поминува. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Амин.